Ако ви кажам дека со мене во студиото е Ивица Стојановски, Фиц, нема да ви биде јасно. Ако ви кажам дека Фиц од Студени нозе е заедно со мене во студиото, веднаш ликот ќе ви биде препознатлив. Ново руво овој пат. Добро утро. Добро утро, добар ден. За кого како? За кого како точно? Јас веќе станата рано. Добро утро, за тие покасно сега што станува, добар ден нека е. Јас сум од онаа генерација која што си уште не учеа дека до 12 часот се вели добро утро. Така е, ама затоа спои го добро утро, добар ден. Добар ден, точно. За кого како? Фиц, како си? Те гледам дека навистина убаво и пријатно се чувствуваш. Те вратив во времето кога велиш живее во македонската телевизија, па лесно се снајдов и по овие ходници и лавиринти си дојдов сам. Значи од 91-2 до 95-та овдека еве се уште на нас мириса овдека, го осетив мирисот. Вистина? Да, стварно. Иначе тие ходници горе се и дури страшни, човек ако влезе зимно време после 5-6 е малце зона сумрак, ако се приметиле. Така, ама ние домашните, не ни е страшно за домашните. Си ги знаете? Да, си ги знаеме, да. Драго ми е што по толку време се враќаш, но во ново и созреано руво, може да кажеме. Така те прашав дека дали годините си го направиле своето да те гледаме со поинаков правец на музика и велиш, па созрев. Па добро, со текот на годините, пошто ја не оставив таа музика, се бавев цело време, ако ме немало вака со нешто ново, созреав музички, да. И Венко го примети тоа, пошто е негова стварта и ме погоди. Кој работеше се? Па работевме со Венко Серафимов, негова е песната и музика и текст и аранжман, снимавме кај Давор Јордановски, го викнав Петар Христов на саксофон и на критска лира, да ја обои убаво стварта, да ја даде еден шмек, блузерски шмек. И екипата е таа сега за сега. Снимавме у Битола, затоа потоа веројатно ќе поразговараме и натаму. Мој Фиц. Тоа е баш така. Го погоди, така го трефна у центар. Значи тоа не е мој Фиц. Да. Тоа е мој Фиц. И што значи тоа мој Фиц? Што се крие за тоа? Види, ти кажав преска, значи тоа требаше да се отпее као фраза во рефренскиот дел, тоест нема рефрен песната, да иде као фраза мој Фиц, парам-па, и така натаму. Меѓутоа, кога се снимаа вокалите, првиот дел нели почнува со една акапела од повеќе гласови, ако го ставевме и тоа, ќе беше преднатрупано. Така да тоа се остави, го ставивме у простор да некој пат кога уживо ќе изведеме со бендот, ќе го изведеме и тоа. Мој Фиц. Ќе дојде и тоа. Иначе се остана насловот на Венко е насловот, он рече песната ќе се вика, насловот ќе е мој Фиц. Така и буквално така се доживеа. Значи пораката е пренесена. Да си спокоен. Invisibles се твоите соработници плюс. Тоа ми е новото уметничко име. Фиц and the Invisibles. Таму се сите тие, нели, Фици невидливите. Кои се тие? Сите оние соработници што соработувале до сега и што ќе соработуваат од сега па натаму со мене. Дали у бендот, дали као продуценти, дали као музичари, гитаристи, бубњари, било што, сите се они Invisibles. Така имаме песната, ќе ја слушнеме нешто подоцна, може додека разговараме, колегите од режија ги замолувам да ни пуштат некои сегментчиња да ја погледнеме. Интересна е приказната во спотот. Тоа е една блузерска емотивна приказна, нели? Ама треба да се изгледа два пати. Јас искрено морав да изгледам два пати. Знаете како мене ми делува и вака да ја слушнам аудио без подсмирувачки ми делува. Тоа е затоа реков емотивна блуз приказна. Пецко ја обои убаво со саксофонот и со лирата, а капелата на почетокот еве слушаме оди у позадина. Да. Како да ви кажам, еден музички илјач за ова време невреме, тажно време невреме. Така јас ја доживувам. Толку. Да, а кој е приказната во спотот, со оглед на тоа дека заборавивме дека се патува и со воз? Тоа е прекрасно чувство. Да. Влагаш со вовчето, чуф. Може, веројатно едно време во кое што веројатно твое време. Да, па да седнеш со пијалог внатре, па да си шепнеш низ ходникот, па да се вратиш, па карти да изиграш, па кушети сме патувале на одмор до наше море и назад. Фини спомени, убави. Нема тоа, денеска младите не го знаат. Ретко кои.
Единствено оние што им е секојдневието, што мора да патуваат од Велес до Скопје, од Гевгелија и натаму наваму што идат на Кекуманово и назад. Пошто кога патував видов многу такви млади лица кои што имаат тоа секојдневие. Да, тоа има превоз за да стигнат до работно место или до главниот град. Чувство. Ја уживав внатре додека снимавме кадрите, уживав. Ете си го спакував микрофончето. Така? Тоа од времето Елвис Пресли, нели? Да. Мекерското. Да. Си го спакував и со воз тргнав на кај Битола директно кај Дадо у Порта Джес. Голема благодарност и до него за отстапениот простор и до сите овие прекрасни ликови битолчани. Многу ми се допаѓа тоа што ги враќаш твојата генерација и повозрасната на едно многу убаво време со ова. И велиш емотивно е да, илјаче за денешните грижи. Баш така. Ќе продолжиш во овој нов правец или можеби затоа што твојот лик не асоцира на едно време кое што остави длабок печат на музичката сцена во време кога не постоја социјални медиуми, не постоеше YouTube, немате спотови, значи вашите спотови се изведбите во македонска телевизија. Рипавме тука во Канал 3, во Пулсирање, во оваа сабота, онаа сабота. Да, тоа се многу убави легендарни времиња. Времето си го прави своето, меѓутоа тие песни како штембил, еден печат. Да, растев, јас растат моите деца. Значи се уште живеат. Имено заради тоа, ја тие песни се уште се бавам со нив и ги свирам во настапите. И ги бараат. Знаете како ми почнува мене концерт? Добра вечер, добра вечер. Добри сте, добри сме. Спремни за пеење, спремни. Може, може. 3 и. И од првата песна до последната пеат со мене заедно. Тоа се тие песни збора. Меѓутоа, сега, значи, у овие години со искуството и се апсолутно за враќање. Сакав во контекст на прашањето ми беше дали ќе се протка и некој од тие певливите, убавите песнички во нареден период. Сакам да кажам, ова песна е една отворање на врата на пат. Ова е озбилна песна, да, ете наречи го мојот камбек, затоа е Fits and the Invisibles, со ново уметничко име. Имам јас и други песни спремни кои што се по-комерцијални од оваа. Фактички за секој е уво. Да. Значи и за младите слушатели и за повозрастната публика. Али тоа е скришто. Затоа што тоа некако ти е белек. И на тоа тек се работи. Тоа е се у план за мојот прв солистички албум. Добро, ова, значи тука веднаш ка се наметнува и уште едно прашање, дека ако остана неприкосновен од време генерација кога не постоеше голема конкуренција, но постоеше квалитетна конкуренција. Не можеше секој да настапи, секој да пее така натаму. Па тогаш и пеевме, денеска зборат повеќето, нека не ме разберат погрешно. Сакам да кажем друго време. Денеска сме вакви, сме намрштени, нешто кажуваме, приказки има. Добро, тоа го направи прво Тупак, па Еминем, па 50 Cent, да не ги набројувам. И тоа е супер. Меѓутоа, еве Тупак, зашто е најдобар за мене? Кажуваше Јок Гачки у текстот. Така? Да звучам вака малце погрубо, тупачки. Меѓутоа, у позадина идеше страшна мелодија. Така? Да. Сети се на Changes. Како не вечна. Таа е вечна. Да, значи, таму има и мелодија, он ставаше многу мелодија у позадина. Сега извини, прашањето ми е како сега со новава генерација, премногу влијание на социјалните медиуми, YouTube-от повторно ќе го кажеме како главен. Тоа е добро што тоа експресно брзо стигнува до цел свет, секаде, кај да си на земјинава кугла, еве јас сега доаѓам дома и го ставам спотов на YouTube и го имаш одма сегде. Да. Сабскрајбери, претплатници, гледаност. Ама и го шерувам преку социјалните медиуми. И го шерувам и, нели, Фейсбукот, Инстаграмот, се понатаму да, нели, ги заборив кои се другите и тоа е многу позитивно за нас, за изведувачите, за спотовите, за све друго. Бесплатна реклама имаш. Гледам дека воопшто не си оптоварен со делот како сега назад се враќам во ново време на сцената, едноставно си сакаш музиката и сакаш да се вратиш. Си ја сакам да пеам. И си го носиш белегот со себе. Па ја никој пат не ја оставив. Да. Не ја оставив музиката, јас работев и на проект со Венко, работевме заедно, ете пак со Венко Серафимов, ништо не е случајно. Да. Работевме на Чалги, снимевме 120 песни одново за еден проект пред едно 10 години и така натаму. Значи ја не ја оставив музиката. Ја ностоп сум активен, пеам, свирам. Сакам мелодија јас. Сакам да има, ете, нека е изборење, меѓутоа рефренот да е певлив.
Тоа е мојот штембил. Ти благодарам многу за гостувањето, ќе кажем, мој Фиц. Ти благодарам и тебе, Ќе те гледаме, мој Фиц. Фала ти, моја Јована. И ќе те слушаме. Фала ти за поканата. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија и нека уживаат у спотот. Ете така, јас ќе искористам да се заблагодарам за вниманието. Денеска се надевам дека го задржав до самиот крај на саботното издание на Македонија наутро. Ќе ве поканам во понеделник да ја стартувате новата работна недела заедно со мене и Ване. Македонија наутро со нови содржини, интересни гости, се разбира, секогаш општествени теми, наоѓаме одговор на неодговорени прашања. Ви посакувам убав викенд и уживајте во мој Фиц. Бев ли во некоја драма јас лик? Бев ли во некој циркус трик? Бев ли песна, бев ли носач на звук? Не, тоа не бев јас. Тоа е секогаш некој друг. Бев ли за некоја вера со неж? Бев ли за некоја љубов копнеж? Бев ли за некоја завист посластица? Бев ли на некоја слика мачканица? Насмевнав ли правилно? Измерив ли се доволно? Знам, нешто и ке пројде. Абе, брат, нешто и се заглавило. За сите, барем така не учеле што минале дните. За пеколот и намерите знам. Ако грешам, ги простите. А за другото, нека му мисли